Владата на Република Македонија направи измени на проектната документација за изградба на гасоводот низ парк шумата Водно, со што е намалена количината на дрвја што треба да бидат исечени и е намалена широчината на трасата од 25 на 10 метри, а нејзината должина низ парк шумата Водно е скратена за 4 километри. Ова денеска го соопшти министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски на пресконференција во владата. Тој рече дека ако владата и градот Скопје одделија средства за пошумување на парк шумата Водно, и ние тврдиме и гарантираме дека тоа ќе се случи. Мислам дека сме направиле се за да продолжи изградбата на гасоводот на Водно. Невладините организации беа комплетно инволвирани во овој процес. Со нив беше разговарано и комуницирано 4-5 месеци. Ние сме на ставот дека гасоводот е стратешки приоритет и дека евентуалната мала штета што ќе се направи при негова изградба двојно ќе ја надоместиме. И ние не го даваме Водно. И ние сакаме да го заштитиме. Тоа е наше заедничко богатство и нема да дозволиме на никаков начин да ја загрозиме природата и да ја наштетиме на животната средина. Го слушнавме вашиот глас, ги свативме пораките на граѓанските организации и ја разбравме вашата загриженост. До нас допре и предупредувањата на екологистите. Откако ги разгледавме сите сугестии и опции, направивме промени и отстапки во проектната документација со цел да се минимизира ефектот врз животната средина во текот на изградбата на гасоводот. Мери изработи предлог на нова траса со која што значително се намалува опфатот на дрвна маса на Водно. Група представници на различни институции јавно ја разгледа и ја дефинираа новата траса. Со новиот предлог, опфатот на интервенција врз дрвната маса се намалува од 3000 кубни метри на околу 1400 метри кубни. Со предлогот, исто така, трасата се намалува од 25 на 10 метри ширина и се избегнуваат деловите каде има густа дрвна маса и богат растителен свет. Со ова жртвуваме 0,07 пошумено подрачје од вкупната шума на Водно, за да ја зачуваме и унапредиме природата и животинскиот свет на 25.713 км квадратни, колку што е територијата на Република Македонија. Доведувањето на гасот до секој семејство не само што ќе биде од бенефит за сите граѓани, туку и ќе придонесе за заштита на животната средина на долг рок и ќе го намали загадувањето на воздухот. Промена на трасата, како што истакна директорот на Македонски енергетски ресурси Бајрам Реджепи, ќе значи одложување на проектот за најмалку 5 години и дополнителни 20 милиони евра. Но како што посочи, тоа не е единствениот проблем, бидејќи за трасата по северниот дел на Скопје ќе треба да се исече повеќе шума. Таа ќе поминува низ ерозивен дел, низ густо населен појас, а како што кажа е недозволиво и ќе треба да се сече со главниот водоснабдителен систем за Скопје. После предложената измена на самиот врв на Водно, кај што ќе биде, кај што е поголемиот дел од дрвната маса, кај што ќе треба да се сече шумава, ние го намаливме, штетното влијание врз животната средина во парк шума Водно за повеќе од 70%. Тоа значи дека на Водно ќе се сечат помалку од 2 хектари шума. Нискостеблесна и високостеблесна шума. Тоа значи, како што каже министерот, е околу 0,07% од вкупната дрвна маса на Водно. Или, според пресметките на јавното предпријатие Паркови зеленило, тоа е вкупно 1400 метри кубни дрва. Што значи далеку помалку од дневната потрошувачка на дрва за греење што се користат во Скопје. Заменик министерот за животна средина Јани Макрадули истакна дека гасификацијата ќе значи за 31% намалување на загадувањето во градот Скопје. А скопскиот градоначалник Петре Шилегов порача дека Скопје не може да ја спречува гасификацијата на останатите градови во Македонија и додаде дека обезбедил градот да добие 43 милиони денари од мер за пошумување на Водно. Уверување од Министерството за одбрана дека ќе се пошумат и ерозивните делови на Скопска Црна Гора. Владина поддршка за регулирање на речните корита на Лепенец и Серава и 1 милион евра од Министерството за животна средина за намалување на загадувањето. Скопје и неговата животна средина не се изолиран остров од остатокот на нашата држава Македонија. Заради тоа немаме право да стоиме на патот на гасификација,
на другите градови во Македонија, особено Тетово, Гостивар и Кичево. Од тука, изградбата на магистралниот вод преку Водно е за доброто на сите нас. Ова е прв пат некој да чепка во Водно, а истовремено да биде обезбедена и целосна ревитализација на зеленилото. Водно досега никогаш не било ниту заштитувано, ниту ревитализирано. Сето ова нас не прави многу поразлични од другите.